Следното коло од групната фаза во групите Ф и Е ќе биде страшно интересно. 4 надпревари, сите одлучувачки за пласман во следната фаза. Јас сум Јовица Симоновски, Тичеја, вие ја следите новата епизода од серијалот Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Sports. И додека не сме почнале се уште, ве молам притиснете subscribe и одете да кликнете на звончето за да добивате известување за сите нови видеа. Прв меч, дерби меч, Хрватска-Белгија. Каков шок беше за Белгија поразот од Мароко. Но јас не бев изненаден. Добро, во најавата реков нерешено, ама барем знаев дека Белгија нема да тепа. Белгија изгуби на 7 од нивните последни 19 надпревари. Веројатно ова е крај на златната белгиска репрезентација и е време за промени. А Вертоген као ги пецна напаѓачите? Вертоген вика очигледно напаѓаме лошо затоа што имаме престари напаѓачи, а тој има 35 години. Хрватска за разлика од првиот меч против Канада покажа барем нешто од тоа што го играше во Русија пред 4 години. Ќе биде интересно и неизвестно. Хрватска и со реми оди понатаму, а Белгија мора да победи, па и така ќе чека Мароко да киксне против Канада. Ќе најавам за Хрватска на овој надпревар, но мислам дека Белгија конечно ќе се разбуди, иако не верувам дека ќе победи. Мислам дека мечот ќе заврши 1-1. Канада-Мароко. Криво ми е за Канада што веќе испадна. Позитивниот пристап, офанзивната игра, борбеноста, те тера да ги сакаш. А за Алфонсо Девис секоја чест. Го постигна првиот гол за Канада на мундијалите. Од бегалец имигрант стана фудбалска икона во Канада. Кој не знае, Девис е роден во камп за мигранти во 2000 година. Неговото семејство пребегало од Гана за да избегне граѓанската војна во 2005 година. Сега тој е икона во Канада. Она што важеше за Канада, важи и за Мароко. Играат одлично. Уште во првата епизода на Овертајм реков дека Мароко може да заврши пред Белгија и Хрватска. И одигра нерешено со Хрватска и ја победи Белгија. Имаат страшен тим и се добро покриени на сите позиции. Зиеш откако се повлече од репрезентацијата поради конфликт со тогашниот селектор Халил Хоџич, сега се врати и ја презема лидерската улога во селекцијата. Сега е јасно зошто Халил Хоџич доби отказ од Мароко и покрај тоа што тој беше човекот кој што ги однесе на светското првенство. Отказ доби поради Зиеш. За мен ова ќе биде еден крајно интересен надпревар. Ќе гледам и ќе уживам. Ќе навивам за Мароко и покрај симпатиите кон Канада. И мислам дека ќе слават победа од 2-1. А што се случува во групата Е? На крај изгледа пак Германија и Шпанија ќе одат во следна фаза. Јапонија игра со Шпанија. Што направија јапонците, бе? По шокантната победа против Германија се случи повторно шок, но во негативна смисла, пораз од Костарика со 1-0. Сега ако не тепаат со Шпанија, а нема да тепаат, ќе бидат најголеми губитници во групната фаза. Ако тепаат со Костарика, ќе се бетонираа на врвот. Изгубија од Костарика, која им шутна само еднаш. Костарика не само што имаше еден шут кон голот, туку во 16-тникот на Јапонија имаше само 2 допири на топка. Откако во 1930 во Монтевидео почна да се игра светско првенство, никогаш не е видена ваква победа. Германците, или подобро кажано играчите на Бајерн, уште еднаш покажаа дека се незгоден ривал за Шпанија, односно играчите на Барселона. Ова го кажувам затоа што пола германци се од Бајера, пола шпанци од Барса. Во Шпанија имаше 5 стартни играчи на Барса, а во Германија 6 од Бајер Михен. Шпанија не изгледаше мощно како со Костарика која победи 7-0, но против Јапонија ќе слават победа. Јас навивам за Јапонија, но Шпанија ќе победи со 2-0. Следен меч Костарика-Германија. Сега германците тешко дека ќе дозволат нов кикс. Како што кажав, костариканциве ни сами не знаат како ја тепаа Јапонија. После 2 кола имаат скупно 4 шутеви кон противнички гол против Шпанија и Јапонија. А во Германија ништо чудно стартер да биде Никлас Фулкруг, како фудбалер е. За репрезентацијата на Германија дебитираше дури на 29 години. Минатата сезона играше со Вердер во втората Бундеслига, а сега и даде гол на Шпанија и ја остави Германија во игра за пласман во следната фаза. Респект! Навивам за Германија да помине во следната фаза и очекувам победа од 4-0. Тука се одјавуваме. Утре очекувајте ново видео и нови 4 надпревари од групната фаза. Ќе биде уште пожешко. Се гледаме.